Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студиото на К3 телевизија, а вие ја следите утринската емисија Нов ден, поточно вториот дел. Пред да ги најавам моите денешни гости, би сакала да го погледнеме прилогот што следува. Како што ветија, бар Гладиаторите од Куманово приредија вистински спортски стрит воркаут спектакл. Квалитетни надпреварувачи, бројни љубители на уличниот спорт и многу љубопитни гледачи присуствуваа на првиот меѓународен стрит воркаут надпревар одржан во Македонија. Сила, издржливост, адреналин се привлечните страни на уличниот тренинг, екстремен спорт кој што зема замав ширум светот, а со движењето се во тек и овие млади жилави момчиња и девојчиња се потрудија и успеа да го направат овој настан уште поголем и повозбудлив. Надпреварувачите почнаа да доаѓаат уште во 7,5 часот наутро па до 11,5. Скоро се собраа сите надпреварувачи. Значи јас сум презадоволен од самиот надпревар. Има премногу публика, не знам, пресреќен сум. Не можам ни да го опишам како се чувствувам. Има надпреварувачи од Нови Сад, од Београд, од Рума, од Софија, значи претежно Србија и Бугарија. Има 50 или 60 учесници. Тоа постојат 7 категории: фристайл, руски згибови, пропадања, склекови и за женска категорија имам исто така спремено склекови и чучњеви. Задоволни од арената за надпревар во Куманово беа и домакините и гостите од соседството. Меѓу нив едно 16-годишно девојче од Бугарија кое што освои трето место надпреварувајќи се против момчиња. И дојдов да се сезав в Македонија Дојдов во Македонија да се надпреварувам со момчињата, ќе бидам дел и од дисциплините во женска конкуренција, а тренирам 2 сезони. Прв пат сум во Македонија, задоволна сум што освоив трето место надпреварувајќи се со момчиња. Презадоволен сам, судија супер. Презадоволен сум, се е супер. 3 сезони се занимавам со овој спорт и сум бил на неколку квалитетни надпреварувања. Во личниот тренинг се е одлично и различно од обичните вежби кои се прават во теретана. Во Куманово би дошло повторно. Па бидејќи прв учествувам во вакво такмичење во руски згибови, задоволен сум со трето место. Да. Колку време се бавиш со ова? Па скоро 2,5 години. Па го одбрав бидејќи ми беше многу интересно и така се започна. Немаше нешто многу конкуренција, али беше доста тешко. Добро би било да се повеќе и повеќе да се запознаваат со овој спорт младите, пошто не е као теретана многу друг спорт. Прв пат се пријавам на ваков надпревар. И како е за прв пат? Супер, одлично. Публиката уживаше во спектаклот и вештините и умешноста со кои што приврзаниците на екстремното спортско движење се пофалија настрана од надпреварувачкиот дел. Ово е прв пат гледам у наш град овакво нешто и мислам дека е доста ќе влијае на млади деца кои ќе почнев да израснуев на овакви места како што су овакви паркови за вежбање. Презадоволен за прва организација на Куманово, само треба повеќе се расшири масовноста да биде поатрактивна за младите. Како за прво, Како за прв пат, веројатно е добро да, ама не доволно. Не доволно, значи треба се вклучи повеќе градот во ова. Па да ви кажам искрено дека ова треба почесто да се дешава. Веројатно е први пат, мислам дека е први пат во Куманово и се гледа дека има спремни дечки. Навистина интересно надпреварување, има што да се види и да се покаже. Можам да кажам дека и нашиот спорт не е нималку нежен, ама меѓутоа и ова е доста комплицирано, тешко, треба доста издржливост, сврсина. Па би пробала, да, секако. Бар Гладиатори е кумановската стрит воркаут екипа која што повеќе од 2 години е дел од оваа екстремна сцена во спортот. Има десетина приврзаници, а препорачуваат, доколку се одлучите за уличното вежбање. Треба да бидете подготвени на тоа дека ништо не доаѓа преку ноќ, за видливи резултати е потребно долго време, додека за врвни уште подолго. Макотрпна работа на себе, посветеност и откажување од некои задоволства. Прилогот кој што имавте можност да го проследите беше токму најавата за моите денешни гости. Моите денешни гости се така наречените улични спортувачи
односно бар гладијатори. Даниел Карамфиловски, Гордан Крстич и Роберт Ангеловски. Добри ни дојдовте. Благодарам. Како Благодарам сте? на поканата. Одлично. Одлично. Добро утро на сите. Благодарам на поканата, како што рече Даниел. Дали ви беше тешко да станете ово утро? Воопшто. Мене малку, пошто се уште уморен на преварот. Ја дори се успав малку да стигнат на време. Така, сепак тука сте на време. Сега вака, стрит воркаутот представува спорт кој што зема екстремен спорт кој зема се поголем замав помеѓу младата популација, така можам слободно да кажам. Кажете ни, од кога започнува стрит воркаутот во Македонија? Стрит воркаут во Македонија започнува крај на 2013, почеток на 2014 година, официјално 2014 јануари, кога и ние сами се формиравме како група. Така, што представува овој спорт? Значи, овој спорт е поделен на неколку дисциплини. Прва дисциплина е повторување или тоа е за почетници, што е составено од неколку вежби, руски згибави, склекови, пропадање, чучњеви. А потоа најинтересните дисциплини тоа се е поделена на статика и динамика. Тоа се дисциплини составени од гимнастичарски елементи. Така. Гордан, вие сте меѓу најмладите членови, така да кажам. Да. Имате само 16 години. Колку време се занимавате со овој спорт? Значи, сите се занимаваме од прилика 2 години. Значи тука некаде уште од Да. самите почетоци. Кои се привлечните страни на уличниот тренинг? Јас да кажам, Така. Привлечите страни на уличниот тренинг се тоа што е бесплатен, значи запознаваш нови луѓе, се социјализираш, се дружиш. Значи тоа се едни од најглавните предности на стрит воркаут во однос на другите спортови. Така. Така. Колку категории постојат во овој спорт? Гордан пред малку ги напомена категориите, значи тие се составени. Значи, Да. повторување и фристайл. Како вие би сакала конкретно секој посебно да ми одговори како се определивте за овој спорт? Да почнеме со Даниел. Ајде, Даниел. Па, што знам, сакав значи да тренирам со своја тежина, со сопствена тежина, значи не сакав да практикувам, да вежам само еден мускул еден ден, туку сакав да имам вклучено повеќе мускулни групи во исто време. И тоа го пронајдов во стрит воркаут и не знам, се чувствувам слободен на шипка и кога тренирам. Така, Гордан? Јас првин почнев со паркор и фриран, тоа вежбав околу 6 години. Потоа сите се здруживме и почнавме со стрит воркаут и правевме почетни вежби 1 година, јас правев. И потоа се определив за фристайл, ми беше интересно, бидејќи има вклучено повеќе акробаци. Така. И Роберт? Мене Даниел ме зарази со улично вежбање. Како што рече Горан, исто така почнавме со база тренинг, значи почетни вежби. Па тоа го трениравме година дена, значи потоа се одлучивме значи да настапиме на еден официјален начин. Година дена само повторување. Зашто Само градење на мускул. Има некои личности што почнуваат со фристайл одма, а не знаат што треба да направат пред тоа да почнат да го прават. Што треба база. Не можеш да рикнеш 2 левели, 3 левели одеднаш, значи мора да одиш корак по корак, чекор по чекор. Така, така. Пред неколку дена вие организиравте еден надпревар во Куманово. Кажете ни нешто повеќе за тоа. Значи на надпреварот имавме надпреварувачи од Србија и Бугарија. Имаше дури 60 пријави онлайн, но на денот на надпреварот имавме уште 10-20 пријави, значи вкупно 80 учесници. Плюс имавме публика од страна, значи јас сум изненаден колку самиот настан беше масовен, всушност. Имаше околу 400. Не знам, јас не можев да ги бројам. Да, значи На кое ние место се одржа надпреварот? надпреварот се одржа во паркот кој што ние го имаме направено. Тој се наоѓа позади економското училиште Перо Наков. Значи таму е. Во главно тоа е. На колку други надпревари? Дали имате земено учество и на некои други надпревари? Имаме земено учество на 3 надпревари од сега, 2 пати во Валјево, на 4, значи 2 пати во Валјево, еднаш во Бор и во Германија во март оваа година.
беа Даниел и Гордан. Така. Првата година во Валјево кога отидовме таму бевме атракција. Значи отидовме целиот состав отидовме, всушност освоивме 30 медали. Да, но заедно со членовите од Рајза, да, со членовите на екипата Рајза Барса Скопје, 30 медали. Прва година отидовме таму, земавме све што ни дадоа и тоа е тоа. Дали заинтересираноста за овој спорт расте? Секако дека да, значи на преварот беше повод и всушност луѓето више немаме веќе потреба да им кажуваме што представува овој спорт, значи тие кои што беа во недела само до тоа можеа да го видат. Ни кажавте на кои локации вежбате, сега кажете ни колку време дневно одвојувате за вашите тренинзи? Тренираме скоро во просек, значи секој втор ден. Но некогаш тренираме и 2 пати дневно во зависност кога темпираме форма за надпревари и слично. Така, каква е вашата тренинг програма, самото значи? Во главном, значи, нашата тренинг програма се состои во вид на кружен тренинг, значи со повеќе вежби, помала пауза и од прилike, значи, до саат време максимум. Така. Еве во прилог имаме некои концерти. Ова што го гледаме сега е во Валјево во октомври минатата година. Така. Тука Гордан го освои пехарот прво место до 18 години. Јас освоив трето место. Октомври? Чучњеви, во ноември. Ноември беше први. Освоив трето место Чучњеви и прво место во Склекови. Дали имаше многу надпреварувачи таму? Околу 30 до 40. Имаше голема конкуренција. 30 до 40. Имаше мал број на надпреварувачи, но беа спремни, значи физички подготвени. И имаше дисциплини во кои што не беше само тренинг со собствена тежина, туку и додатно опаретување, значи имаше со 20 кг правење на развој на згибови. Беше. Да не го забравиме да го поздравиме, значи тој освои прво место во пропадање. Го победи Иван Маркиоли, фаворитот. За едно повторување, да. Гордан, дали очекувавте таква награда? Па, искрено според подготовките не очекувам, бидејќи се подготвувавме за вториот надпревар, се подготвувавме само една недела. А и за првиот надпревар се подготвувавме месец дена, да, месец и по. Значи се така излегува во последен момент. Затоа што и не зависи, значи, само од нас, туку и од нашите услови и средства, од нашите спонзори. И од нашите спонзори, да. Како е вашиот режим на исхрана? Што се храните? Да кажете ни нешто повеќе за тоа, дали алкохолот и цигарите одат со овој спорт? Нормално дека цигарите и алкохолот не доаѓаат во предвид како се занимавате со овој спорт или со било каков спорт, значи не само со овој. Исхраната, значи, мора да се пази, значи, на неја ако сакате добро да изгледате, да имате подобар перформанс. Така, што јадете? Што конзумирате? Даниел, ке можеш? Може да, јас ќе кажам што најчесто јадам. Значи јас наутро кога ќе станам, покрај протеинот што ќе го испијам, јас конзумирам или овесни снегулки, или туна, или 3-4 јајца. Значи тоа ми е база. После таа база јас тренирам, ако не сум на работа тренирам и после тренинг внесувам нешто протеинско, пример најобично стек, значи стек од 200 до 300 грама, ориз и компер. Во главном, значи, најбитно е да се испратат некои работи, значи, пред се газираното, благото. Да, и по можност да не се конзумира леп. Бел леп, да. Така. Сега, дали би можеле да ни ги кажете разликите помеѓу личниот тренинг и бодибилдингот? Да, може. Гордан има нешто. Гордан ќе започне, но јас ќе се надовршам. Значи, прво нешто, најголемата разлика е тоа што во стрит воркаут се тренира со сопствена тежина, а во теретана ти си одредуваш тежина и почнуваш да креваш тегови, што е просто. Во случај полесно може да се каже. Да. Друго, вежбите во стрит воркаут се малку потешки во однос на теретана, бидејќи, како што рекав, ти си одредуваш тежина, ваму правиш се со сопствена тежина, пример, ако имаш 60 кила, правиш се со 60 кила, не правиш со 10.
Да, и 20. 12. Што, ја сакам да кажам нешто, значи во теретана се оние кои што одат во теретана практикуваат да вежбаат, например, денес ќе правам гради. И денес прави само гради. А кај нас на тренинг, значи нема тоа денес ќе правам гради. Значи ти правиш една вежба, на таа вежба удира на повеќе мускулни групи во исто време. Значи тие повеќе мускулни групи ти напредуваат многу побрзо отколку што би напредувале кога би тренирал една мускулна група во теретана тој ден. Не само побрзо, него и по квалитет. И побрзо закрепнуваш, побрзо се регенерираш и се. Ова го цедиш мускулот до крај во теретана тој ден и наредниот ден не можеш да го користиш. Доколку сега некој од нашите гледачи е заинтересиран за ваквиот вид на спорт, што би му препорачале? Значи, дали треба некаде да се пријави, дали едноставно само треба да дојде на локацијата на која што вие вежбате и тој да почне со вас, дали ќе биде прифатен и примен? Но нормално дека не треба нешто официјално да се јави и слично, може само да дојде каде што ние сите вежбаме, треба значи да се социализираме. Сите се добре дојдени да тренираат со нас, значи ние немаме забрането нешто такво. Што им предложувате доколку побараат совет од вас новите лица кои што доаѓаат? Да почнат со основа, значи згибави, исклекови, пропадеме, после да одат на ниво. Да се направат програма за вежбање, план за исхрана и цел која што сакаат да ја постигнат. Значи без цел, ако било што ако правиш без цел, нема поента. И пред се треба да знае дека тоа нема да дојде преку ноќ, затоа треба значи долго време. Колку време е потребно за некои видливи резултати? За видливи резултати е потребно долго време, а за врни уште подолго. Може ли да одиме со една кратка музичка пауза и повторно се враќаме во студиото? На море, плажа и песок бел, да кажам да, облечена во фустан и долг вел. Мислев дека се што е добро на светов мене ми следува, но ништо не е како што замислував. Како да се радувам, јас кога надеж немам. Како да се радувам, ни сон не жите гледам. Сакам да се радувам, сакам да заборавам, но како да се радувам, јас кога те немам. Помеѓу нас, полесно ке ми е. Може се ке простев или ке се заминев. Барем една шелен биди кон себе и признај си, та болна љубов мора твоја не уништи. Кога надеж немам, како да се радувам. Сакам да се радувам, но како да се радувам, јас кога те немам. Сватив дека грешев премногу, жалам за се. Се што правев јас беше појако од мене. Долу криев се и чував длабоко во себе. Знам и малку дека не бев праведен кон тебе. Зависен од тебе како коцкар од рулет. Знаеш ти ми значиш мене највеќе на свет. Да ти го вратам сонот, затоа се спремав. Плажата и белиот песок што ти го земав. Како да се радувам, како да заборавам. Сакам да се радувам.
И драги гледачи, еве сме повторно назад по кратката музичка пауза и говориме со моите денешни гости на темата за уличниот спорт со Бар Гладиаторс. Така, а дали би можеле да ни кажете како се подготвувате, како тренирате во периодите кога и времето не ви е баш наклонето? Мислам на врнежливи периоди, на снег. Значи во лето претежно тренираме надвор, скоро секој ден надвор тренираме. А кога е така врнежливо време, на нас не ни треба нешто посебно, ни треба само една шипка и Ништо, значи и ти развој, треба една само шипка и 2 развој. метра да можеш да правиш склекови, шипка да можеш да правиш згибови. Дали е важно редовното тренирање? Константноста е значи најважно, значи да си редовен, ако не си редовен, значи нема да видиш резултат. Колку е важен тренингот, толку е важен и одморот, значи спиењето. Тоа не треба да го забораваме. По колку часови се доволни за спиење? Од 8 до 10 часа за добра регенерација на мускул. 6. Така. Значи различно. Различно, да. Тоа е индивидуално прашање. Дали имате спонзори на вашите надпревари? Секако дека имаме значи спонзори. И од период во период значи се повеќе се зголемува значи тој број. Може да почне Да ги кажа. Така можете. Значи самиот почеток на пронаоѓање на спонзорите беше сушност многу тежок. Одевме од еден на друг спонзор и константно не одбива. Значи стварно беше тешко да се најдат овие спонзори кои што моментално ги имаме. Но ете истрајавме и на крај. Значи за првиот надпревар ние вложивме средства од свој џеб и всушност тука почна се. Значи ние да не вложивме средства од свој џеб, ние немаше да имаме ни втор надпревар, ни трет, немаше да отидеме ни надвор од Македонија, ни надвор од Балканот, значи немаше да учествуваме во Германија, во Бремен. Значи таму како искуство беше, тоа е не може ни да се опише. Значи надпреварувачи од секаде, значи од Полска, од Украина, од Латвија. Значи тоа е целата поента на стрит воркаут, социјализација, дружба, разменување на искуство, разменување на информации корисни кои што може да ти помогнат да напредуваш и во тренингот и во животот општо. Значи за спонзорите, нашите спонзори, некои од нашите, значи од првите ќе почнем. Значи најпрвин Елита спорт фитнес центар Куманово да почна да ни помага за припремите на самиот надпревар. Значи не само за еден, за сите надпревари кои што до сега имаме учествувано, Елита спорт ни има помогнато. Поздрав до Мартин Костиќ. Вториот спонзор ќе го каже Роберт Ангеловски, пошто Вториот спонзор беше Конан Чим, значи новата теретана и најдобра теретана во градот. Поздрав до Игор Коцевски, значи тој е собственик на оваа теретана. Исто таму значи се спремаме по зависност како се договараме со тимот. Ќе ги поздравам значи Логистика 12 пред се за тоа што тие обезбедија значи финансиски средства за Даниел и Горан отидат во Германија во март во Бремен. Алфи Би беше тука, Делукс. Алфи Би, компани, Делукс, Ауто. Значи тие беа компании кои ни помогнаа финансиски, значи за да имаме обезбеден смештај, превоз до Валјево и назад и слично, да. Значи, Дали имате и некое друго? Со што друго се занимавате освен со уличниот спорт? Како мислите? Дали имате некое друго хоби? Значи, што правите во она време кога не тренирате? Па не, значи јас си поставувам своји приоритети и не знам, не ми се интересни оние обични ствари. Ова е тоа што ми исполнува и гледам секој слободен момент да го искористам на тренинг. Значи гледам, пазам на исхрана. Значи денот кога тренираш, всушност ти е целиот исполнет. Значи ти гледаш кога ќе станеш, колку ќе спиеш, кога ќе јадеш, што ќе тренираш, значи не си ти преокупиран со тренинг, него едноставно тие мисли ти се вртат низ глава и додека не го направиш тренингот. Обсесивно. Да, обсесија едноставно. Така, Гордан, вие се уште сте многу млад. Така да како ги ускладивте секојдневието и училиштето
се уште сте ученик. Да, па добро, јас немам многу обврски, само што одам во училиште и вежбам. Не, значи имавме проблеми со него баш. Да, затоа што он Да, само со ослободување за надпревари, само тоа дека многу отсуствував од да, училиште. значи тоа јас мислам дека треба да се потенцира и тие луѓе да им биде позната таа информација, значи он не изостанува од училиште за Поради некоја безвезна причина. Да, значи да лаже дека е болен или нешто слично, значи тоа ја представува Македонија на Балканот, на европско ниво, значи во Европа ја представува и не може некој да каже не ние не можеме да те ослободиме од Не, ние тебе не можеме Значи имате и такви ситуации. да те ослободиме за тренинзи, за спремање на тренинзи, за припремање на надпревари. А тој кога ќе отиде таму сите му се диват на неговата способност и на неговата вештина. Значи тоа не треба да Ке продолжи колегата. Тоа не треба значи да го заборават, значи професорите и училиштата и сите значи останати и родителите треба да му дадат поддршка значи за сето тоа. Родителите му даваат поддршка, да, но треба и другите луѓе кои што имаат влијание врз самиот негов напредок да му го возможат тоа доколку може. Така. Многу сме горди што е дел од нас. Така, јас искрено се надевам дека во иднина нема да имате повеќе проблеми од таков тип. Надлежните во вашето училиште ќе ја проследат оваа емисија, па ќе видат колку всушност вие сте популарен. Така, сега Роберт, ајде вие кажете ни со што друго се занимавате освен со овој спорт? Моментално работам во теретана, значи во Конан и претежно значи стрит воркаут и тоа значи моментално значи ништо посебно. Така. Што добивате за награда на надпреварите? Во зависност од самата организација на надпреварот, значи како е организирано, значи од тоа зависат и наградите, значи секој надпревар е различен. Обично добиваме дипломи, медали и пехари. Така. Да, значи некаде има надпревари. Но се зависи од самата посетеност на надпреварот. Да, значи некаде може и да има и парична награда и Дали приметувате дека предизвикувате восхит кај луѓето, да кажеме конкретно еве на последниот надпревар пред неколку дена, дали публиката се восхитуваше на вашето вежбање и на самиот ваш успех? Па на нашиот успех не, но за време на тренинг кога увидат што ние правиме уствари, тогаш се восхитуваат. Но на улица како нормален човек да се. да, Ништо значи, посебно. Не се величиме како да кажем, значи или да видиме фаци или слично, значи ние сме исто нормални луѓе, само Вие што сте правиме- опуштени, нормални. Како што влеговме во спортот, така останав. Да, значи Така, не сме значи. се променили и никогаш нема да се промени. Значи ние сме нормални луѓе, само што правиме различни работи од другите. Така. Дали би можеле да ни кажете нешто повеќе за вашите наредни надпревари? Дали имате веќе нешто испланирано, договорено? Главна цел значи оваа година е Хрватска септември. Тоа е 3 септември, мислам дека се паѓа. Да. Пред тоа значи ќе видиме во меѓувреме некој надпревар во Бања Лука, мислам дека има. Значи И Србија ќе видиме. да, на 3 септември целта за оваа година Хрватска Пула надпреварот ќе трае 2 дена. Значи имаме обезбеден смештај, таму имаме преноќување од самите организатори и превозот ние си го плаќаме. Значи нашите спонзори би требало тоа да го обезбедат. Да го покријат тоа. Дали би можеле да ни кажете кој е клучот за успехот во овој спорт? Конкретно во вашиот случај, секој поединечно. Ајде, Даниел, повелете. Мотивација и навика. Така. Тие се двата клучни збори кои не одржуваат. Значи, мотивацијата не гура напред, а навиката не одржува. Така. Ајде сега кажете ми, Гордан, рековте мотивација. Да. Што е вашата мотивација? Значи, прв пат кога почнав да вежбам, гледав само некои видеа на YouTube, ништо посебно. Ми се допадна и така почнав да немам
некоја посебна мотивација. Така. Сега момент. Сега има повеќе навик. Так. Даниел, дали вие би сакале да не одговорите на тоа прашање? Може да пробам, да, но колку ќе ме разберете, не знам. Се тоа што го правам ради една личност. Така. Да. Дали би сакале да кажете која е таа личност или? Па, не. Во ред. Даниел? Роберт. Така. Како што рече Гордан, значи мотивација, секој има своја различна мотивација. Како што рече Даниел, значи дали тоа е личност, дали е било што, значи секој пронаоѓа љубов во она што го работи. А пред себе, значи морам да потенцирам, значи ако нашиот тип има успех и тука сме затоа што дишеме како едно, значи ние не сме екипа, ние сме како браќа. Така. Таква атмосфера. За време на тренинг и надвор од тренинг. Значи не е само да се видуваме за време на тренинг, заедно сме од 24 сата, значи само кога не спиеме, тогаш не сме заедно. Колку члена, односно колку улични спортувачи има во? Колку члена има во Куманово во овој спорт? Па официјално како група, значи ние сме 7 члена, а исто така има индивидуалци во Куманово. Индивидуалци, значи бројот на индивидуалци се зголемува. Расте секојдневно. Значи да, последна превара, јас мислам дека имаме потикнато доста индивидуалци да започнат да се занимаваат со овој спорт. Така. Роберт, ајде кажете ни каде се гледате за 5 години? Не знам, може би Европа негде. Така. Гордан? Се зависи од тренингот. Ако продолжиме вака, негде подалеку. Даниел? Значи ние планираме Гордан да го прогураме да стигне до Москва. До Москва. Значи да се напреварува во Русија со напреварувачи од светски ранг. Дели Гордан? Не може да се откажеш. Се додека сте ваква екипа, барем јас ќе кажам така, мојот впечаток е таков, мислам дека ништо не може да ви застане на патот и искрено се надевам дека сите ваши цели ќе успеете да ги извршите успешно и дека ќе нижете и ќе броите бројни успеси во иднината. Тука некаде и крајот на нашата денешна емисија. Би сакала да ви се заблагодарам за денешното гостување. Ни беше чест и задоволство да ни видите гости во нашето студио и се надевам дека ќе имаме соработка и во иднина и дека ќе додете со нови награди, со нови признанија. Благодарам. Почитувани гледачи, тука некаде и крајот на денешната емисија. Се надевам дека не следевте од почеток до крај. Се надевам дека ви беше интересна и занимлива нашата тема како и нашите гости. Останете со каналот на К3 телевизија и имајте убав ден и добро расположение.